Добар ден. Ова е седма сила, ако денешниот состав мислам дека со право ќе го оправда терминот. Мои гости Љупчо Зиков, Александар Чомовски. Добар ден. Ќе говориме за економските програми на политичките партии. Дали ги има и во која мерка се актуелни? Зиков, дали во досегашнава предкампања, бидејќи официјално не е почната, може да се насетат каде социјалдемократите и ВМРО ДПМН ќе фокусираат своите економски активности или се уште е рано? Па добро, контурите може да се почувствуваат. Програмата што ја гледам као контура, као некаква скица кај Социјалдемократскиот сојуз, таа ќе базира како континуитет на политики за овие 2,5 години колку што трае владата на СДСМ, почнале, значи во делот на политиката, значи ќе се дава нагласок на вредностите и на резултатите на бенефитите од НАТО членството и од оно што очекуваме сите да се случи наскоро, а тоа е почетокот на преговори со Европска унија. Значи, тоа е политичкиот дел и тука веројатно тие најмногу ќе се концентрираат да ги објаснат, да ги пласираат резултатите од сето тоа, што се евидентни. Во делот на економијата тоа се почнати проекти практички во овие 2,5 години. Инфраструктурни проекти, патиштата, што е исто факт, значи во тоа, каде и да одите низ државата се гради, значи тие проекти ќе продолжат. Инфраструктура во смисла на енергетика, значи енергетиката е нешто што доправа ќе почне, големиот челендж е гасификацијата која би требало да се случи веројатно наредниот период. Тука владата на Заев ги има и информациите, ги има и проектите со кои треба да започне. Значи веројатно на тоа ќе се концентрираат. Од друга страна, кај ВМРО ДПМН гледам дека во моментот ги афирмираат проектите од времето на Никола Груевски што се започнати. Тоа е легитимна политичка позиција, значи заради тоа што дефинитивно тие се континуитет на таа влада од тоа време. Како опозиција сакаат да прикажат дека ова Заев што прави 2,5 години е континуитет на тоа. Една објективна граѓанска анализа кажува добро и нека е така. Во еден дел, да речеме, нема тука ништо лошо во тоа да се продолжат и да се надградат сите тие проекти. Доктринарно, идеолошки не можам да видам разлика кај двете влади, кај двете партии. Иако се обидуваат да најдат. Иако се обидуваат, не можам да видам заради тоа што веројатно и Македонија се наоѓа во таа точка во својот развој каде што доктрините и идеологиите не играат никаква улога, заради тоа што станува збор за потреба, проекти за граѓаните и за јавноста. Веројатно ќе биде кој прв почна, тоа е мојот со некој проект. Да. Помалку или повеќе кај нас тоа е така 30 години. Јас не можам да видам идеологија кај двете партии 30 на години колку што е независна оваа држава, меѓутоа оно што е карактеристично е дека и двете партии се потпираат на широката јавност што мисли. Па затоа и многу пати нивните проекти се нарекуваат популистички, значи во тој дел. И кај едната и кај другата партија се чувствува тој момент, тој нагон да им се допаднат на широките народни маси, условно речено да кажам, каде што веројатно и најголема тубата на гласовите. Чомовски, ти имаш секојдневно една серија разговори за економијата. Може да почувствуваш какво расположението кај овие бизнисмени од IT секторот, не од другите, па и дел од политичарите кои што доаѓаат кај тебе. Каков е твојот впечаток дека што е доминантно во економијата? Ќе биде и генерално дали воопшто ќе биде доминантна тема на овие престојни избори на политичките партии? Сите што се во игра. Моите гости во оваа сфера на новите вештини, новите занимања, IT, вештачка интелигенција, се повеќе промоција на кадри кои во Македонија си создаваат нов пат. Но во суштина, за да се стигне до нив, важната компонента е што ниедна од партиите не им посветува внимание на начин на кој тие треба да добијат експлозивност. И тоа е повеќе слојност. Прво, во однос на создавање на такви кадри, образование промена. Второ, финансиска инфузија која би требало да доди во поддршка, наречем, на овие стартап или иновативни производи. Погледнете, освен, например,
освен една банка, да не ја рекламира многу, другите банки се уште не размислуваат за финансирање и кредитирање на идеи, а стартапот се тоа. Она што мене во овој момент ми наликува на еден стереотип е дека во македонскиот политички дискурс основната работа на економските понуди е лицитација. Што значи тоа? Лицитација значи ние ќе направиме просечен личен доход 500 евра, 600 евра, ние ќе ги намалиме данокот од рамниот данок од 10%, иако СДСМ не се откажува од прогресивниот данок во наредните 3 години, и ќе одиме со 9-8%, без при тоа да имаме јасен сумарум колку тоа ќе предизвика алиментирање на буџетските приходи, нели, намалувањето, и на каков начин реално тоа ќе придонесе кон задржување на генерацијата која треба во наредните 20 години да го понесе економскиот товар на Македонија. Тоа се новите вештини и новите дисциплини. Тоа е едната работа околу лицитацијата. Например, сега сите зборуваат за човечки ресурси, но ни едната ни другата партија не се одвашува да каже дека ние со нив не можеме да се справиме, се додека не го промениме јасниот концепт на образованието. А тука ни едната ни другата партија, освен во редукција на вештачките проблеми, да се намалат факултетите, да се намали, не разговара. Добро, имаше нешто за патишта понуда, да спомене до Битола. Не беше само за човечки ресурси, иако е битен сегмент за кој сакам да говориме. Во инфраструктурата е малце подосна. Уште една работа сакам да кажам, што е, дури и ти не ја начнуваш, а и ние воопшто не водиме сметка, дали се забележал дека албанскиот политички фактор разговара за економските приоритети? Не. Па, дали има... нивен проблем. Да, не е тоа нивен проблем. Тоа е заеднички проблем, зашто утре да кажам, се уште не допира. Имаме предрасуди во тоа што нудат албанските партии. Економски, односно се политички партиципенти во владата. Ево во највулгарна смисла. Никој од нив, сите молчат на процесот на рационализација на јавната администрација, во кој главните шетаджи, седи дома, земи плата, се кадрите на ДУИ и на албанскиот фактор, врз основа на што се гради перцепција дека се остварени... Па за која економија говорат тоа тие партии? Говорат ли за администрација? Јас не сум се уште прочитал. Значи, тоа би било значен исчекор. Сум се интересирал, но не сум прочитал. Например, за мене интересно е да кажат, да чуем од да кажат, види, доста е патот кон Битола, што правиме со Кичево, со Гостивар Кичево? Оти тоа е трансверзала која не е завршена. Џабе ни е овој пат од Кичево кон Охрид, џабе. Мислам, џабе во онаа смисла во која... Ако не можеш да стигнеш до Кичево. Ако не стигнеш да стигнеш до Кичево. Значи, тоа е суштината за што можеме да разговараме. Но, да почекаме што ќе понуди. Зиков, ги начнавте 20 темите кои што на некој начин, ја не сум колку вас експерт за економија, но се обидувам да ги следам понудите на политичките партии. За сега се уште е некако срамежливо, освен она што власта го има сработено и генерално на пресконференција го презентира. Имам впечаток дека СДСМ генерално главните инвестиции велат во човечкиот фактор. Значи, може би има и за инфраструктура во патишта и други важни проекти за целата држава, но како да се главно насочени кон човечкиот фактор. Значи, за плати, вработувања, јавна администрација, луѓе со посебни потреби, станови, социјални станови и така натаму. Додека кај ВМРО ДПМН се уште, како што велиш ти, старата наследство од Груевски, веднаш почна со патиштата и како да се конфронтираат тука што ќе доминира. Како овие две работи да ги споиме, бидејќи се важни, очигледно едното и другото. Знаеш што, и тие да ги спојат, ние не можеме да ги споиме. ВМРО радо ќе говореше за зголемување на плати ако беше на власт. Има една контрадикторност у целата работа. Јас, сите што ме познаваат, знаат дека сум економист со либерална ориентација у принцип. Меѓутоа, овие политики на зголемување на минималната плата пред се во државата ги поддржав. Иако во една либерална економија развиена, начинот како тоа се прави би бил за критика, да речеме, во тој дел. Меѓутоа, зошто е ова важно? Македонија мора
квантно да се одлепи од ниската база на платика и населението, заради тоа што тоа ја дефинира македонската сиромаштија и ја детерминира иселивоста на граѓаните. Значи, луѓето у основа земаат мали приходи, уште и не гледат некои перспективи, ова чом што збореше, младите луѓе, да речеме стартапи, предприемаштво, тоа се туги теми во ово општество. Прв пат сега, задниве 2 години, нешто се зборува на темата, се размарда и така натаму. Просечната бе битна, да речеме. Сега, таа потрошувачката е зголемува на некој начин. Просечната се дефинира и од минималната. Значи, кога се дига минималната, таа прави притисок во компаниите и во економијата, се дигаат сите плати тогаш, кога се дига минималната плата. Сега, ние можеме да дискутираме темпото на дигање на минималната плата, меѓутоа можеме да го дискутираме и моментот на кој е гапот помеѓу минималната, просечната и големите менаџерски плати во државата. Сега да видиме, платите во една држава се во суштина производ на сите економски политики што ги води една влада. Значи во тој дел, на состојба на, ако сакате, на реформи, на социологија, на состојба на умот у државата. Јас ќе ви кажам една ваква досетка, еве да речеме, што е факт. Ајде да ги погледнеме профитите на банките во текот на годината. Па влезете во управните одбори на банките, па видите колкави бонуси ќе поделат директорите на управните одбори оваа година. Значи, тоа се милионски суми на поделба на бонуси, што говориме. А ние од другата страна велиме, не треба да се зголемува минималната плата, оти таа не се врзува со продуктивноста на вработените, мала продуктивност е. Па која е продуктивноста на членовите на управен одбор на банките? Значи во држава. Разликата е огромна од 15 да речеме до 15 милиони, колку што беше најголемата плата, слушаме во бизнес сектор. Тоа е многу годишно. Да. И сега тука има несовршености на системот и на законот. Јас не мислам дека некој што земал 250.000 евра, што е пријавен дека земал месечна плата, дека ги земал за себе. Не го мислам тоа. Тоа е несовршеност на системот, сега тоа е друга тема. Да. Значи во тој дел. Сакам да кажам дека гаповите се големи, како економист со либерална ориентација, ја не велам дека сите ние треба да бидеме у уравниловка. И не треба. Тежините се различни, ризиците што ги преземаат луѓето се различни, луѓето сакаат да инвестираат во бизниси, земаат кредити, се задолжуваат, ставаат хипотеки, куки станови, автоматски и приходите што ги заработуваат се веројатно поголеми, штом ризикот е поголем, профитот е поголем, не е лесно да се работи денеска во Македонија во приватен сектор. Но ние мораме базата да ја покачиме, да ја зголемиме базата. Македонскиот човек било како во една ситуација се јавува како предприемач, во друга ситуација се јавува како работник, зима плата. Долго години, 29 години, во Македонија платите се доле. Сега кој е ризикот тука, само што ова да го кажам? Значи, кога вие зголемувате платата, тоа е ризикот што може, со кој треба да се справи сега идната влада. Тоа е, на пазарот притисок се прави, може цените да пораснат. Цените, особено за прехранбени производи, сето тоа треба да се менаџира. Значи, во тој сегмент. Меѓутоа, веќе се гледа дека луѓето се посрекни со оваа политика што е сега и знаете како, круг е тоа. Ако велиме дека не можеме да ја зголемуваме толку платата заради малата продуктивност на вработените, јас велам да ја свртиме тезата. Ако ја зголемиме минималната плата, можеби и ќе порасне продуктивноста кај вработените. Можеби тоа ќе биде поттик и мотив. Тоа треба да се проба и тоа го гледам во програмите на Социјалдемократскиот сојуз сега. Да продолжам тука кај што заврши, а тоа е ситуацијата во која ние сега во овој момент бизнисмените и предприемачите предупредуваат со право дека Македонија ќе се соочи со недостиг на квалификувана и креативна работна сила. Тој екзодус е започнат во Македонија. И сега имате парадокс. Парадоксот е следен. Компаниите најуспешни лани пријавија 480 милиони евра профит. 480 милиони, меѓу нив има од преработувачка, Јас се прашувам, кој е нивното право државата да води сметка за екзодусот на работната сила и на пазарот, а самите да не учествуваат во создавањето на кадри кои ќе бидат привлечени од нив. Каде општествената одговорност? Генерално тоа е една димензија на општествената одговорност. Од друга страна, и владата на Заев и овие другите грешат со огромниот пакет на субвенционирање. 100 евра за да примиш работник, 200 евра не знам за што. Тоа не се субвенции во човечки ресурси. Субвенции во човечки ресурси е
да ги преквалификуваш, да ги вработуваш. Повеќе знаење. Повеќе знаење да им даш. Има парадокс. Парадоксот е следен. Еден предприемач тоа ми го кажува, со кој го знае езикот. Вели, јас имам потреба од 5 мина заварувачи. Најдефицитарниот кадар меѓу овие што имаат вештина. 1100 евра е платата што стигнуваат да ги заработат. Знаете што е неговата дилема со право? Колку треба да го платам инженерот? Значи, суштината е на комплетниот... Но тоа е рецидив од социјализмот, ми се чини. Говори Зиков за либерална економија, ние сме 30 години независна држава, се ломат идеологиите меѓу социјалдемократите и ВМРО, како демохристијанска партија. Ние не видовме нити чист либерални капитализам, да се остават фирмите сами, а имаме микс со државен интервенционизам и тоа традиционално во земјоделие, во тутун, не знам зошто, а не инвестираме ваму каде што говориш ти во една друга категорија кадри. Ние парцијално, ама вака додека разговараме, веќе ни поминува времето. Една работа што мене ми недостига, не ја гледам. Освен овој важен фактор кој Македонија во наредните 10 години ќе ја доведе од база на ефтина работна сила во оаза на недостиг на работна сила. Ние уште имаме склопови дека не можеме да увезуваме работна сила. Да. Чома, ама тоа се по природни движења? Па нека одат, кај што ќе одат. Не, ако има недостиг, ќе се покачи платата, логично. Знаете како, ние не можеме некојаш законски услови за тоа. Ама ние па создаваме една друга догма за да не примаме нова работна сила. Ајде прашајте, направите анкета во државата кој е за примање на нова работна сила. Тоа веднаш го врзуваме со мигранти, политика, драма, трагедии и така натаму. Тоа прашање Македонија ќе треба да го отвори наскоро, значи во ситуација. Па со самото членство во Европската унија ти влегуваш, мислам се, тоа е рано за нас, ама ги прифаќаш предизвиците на една таква економија каде што има движење, едни си одат, други доаѓаат. Ако не доаѓаат, тие што произведуваат ќе мора да најдат начин како да се справат со недостиг на кога ние би можеле објективно да станеме членка на Европска унија, е мал простор. Од сега да создаваш работници за домашниот пазар и за странскиот пазар, односно за европскиот пазар. Само да завршам, бидејќи тоа ти е поентата на партиите ова. Знаете што не забележувам? Никој не се занимава со инвестиции во Македонија, со привлекување на странски инвестиции. Се уште сме во зоната на слободните зони, каде што реално, освен ноу-хау и ова, се привлече еден дел на странски инвеститори кои донесоа некои бенефити. Меѓутоа, сакаш да кажеш за заедничките инвестиции. За заеднички. Домашни со странски. Домашни странски. Нема такви. Или кооперанти кои што може да ги поднесат високата технологија на странците. Ние треба домашните инвеститори да ги оплемениме со дополнителни think tank тимови кои може да бидат партнери во таквите инвестиции. И погледате, ја не ги гледам ефектите се уште од покачувањето на платата, минималната плата, односно во ефекти трансформирани во зоните. Тоа реално може да направи притисок. Знаете што, имате компании кои имаат 10.000 работници, од кои 7.000 се, условно кажам, работници на вештини. Сега, таа работна сила и нимки им недостига. Ние не можеме веќе да продаваме. Ама има една друга противречност, што е малку имам време, Чом и Зиков. Од оно што може да го слушнам од раководството на СДСМ, одделот на економијата, беше ќе ги потикнеме и домашните компании, што е мислам дека е исто така многу важно, освен привлекување на странски капитал, да им создадеш можност да станат кооперативни со оваа висока технологија на странскиот капитал. И таму треба да се потикнува оние кои што се извозно ориентирани, кои што вложуваат во висока технологија. И мислам дека таков фонд и буџет има. Ниедна странска компанија што дојде нема висока технологија. Има најригидна манипулативна технологија. Ама зашто тоа нашите не таа е добра, висока во однос на фабричките линии. Значи, Љубиче, што треба да направиме, според мене? Прво, која е главната цел на македонската економија? На секоја економија, особено вакви како нашава, главна цел би требало да биде тотално зголемување на извозот у цифри. Значи,
македонскиот пазар е мал и секоја фирма што утре ќе се направи, дали е то стартап или било каква фирма, на овој пазар не може ништо да бара. Што ќе бара? Прво немаме сегментиран пазар на потрошувачи. Ние не знаеме кој што може некој да потроши од нешто што ние ќе го направиме во Штип, во Струмица, во Гевгелија и така натаму. Значи извозот не е единствена работа. Ако е извозот единствена работа, единствена цел, силна кон која треба да се стремиме, тогаш продуктивноста е главна. Значи, со каков трошок нешто го произведете во Македонија да биде конкурентно на странскиот пазар. Значи, доаѓаме до технологиите. Тука не можете тоа да го оставите да ви го прави само либералната пазарна економија, а тоа е ретошо компаниите немаат пари за да играат либерално на пазарот. Значи, државната интервенција во овакви фази е многу важна. Таа и во Европа е имало, и во Соединетите Американски држави е имало во клучни фази. Значи, да го подигне општото ниво на пазарите, значи во една држава, значи во тоа. Тоа се прави со многу пари во релативно краток период за да се подигнат сите работи. Сега, клучно важно е човечките ресурси дали можат да го носат, да ја носат таа цел. Дали имате вие луѓе што можат да го сватат тоа, да го изанализираат, да донесат заклучоци и да прават решенија. Значи, во таква ситуација е многу битно нивото на знаење кај нас. Значи, во тој дел ја гледам логиката на подигнување на човечкиот потенцијал во земјата и овде се апсолутно согласно со Чом. Не е поентата во платата. Значи, например, ја многу се израдував деноиве кога видов дека во наредниот период ќе се стреми, тоа мислам дека во програмата кај социјалдемократите го видов, што не значи дека нема да го видиме и во програмата кај ВМРО-вците, значи, а тоа е дека најбрза квалификација, преквалификација е IT преквалификацијата. Значи, македонското општество покажа нагон дека може да раѓа такви фирми и такви луѓе. Имате многу невработени млади луѓе. Значи, ако се влезе во брза преквалификација кон програмерство, кон дизајнерство, дигитал и така натаму, ние многу брзо можеме да дојдеме до ситуација да формираме нови фирми во државата. Насушна потреба е на оваа економија од нови компании, нови идеи, нови компании на пазарот. Ви благодарам што бевте гости во Седма сила. Ако можам да извлечам заклучок, тоа е, значи, извоз и инвестирање во човечки ресурси. Дали тоа ќе го направат политичките партии во своите програми, останува да видиме. Тоа беше последната содржина во денешниот утински брифинг. Пријатно и почитувано.